Во овој договор со Велика Британија е наведена рамката за соработка дека ќе трае 10 години, но и наведени се проектите кои би требало да се финансираат со 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра. Во анексот на договорот се веќе познатите проекти како брзата железница Гевгелијата Бановце, болниците во Штип, Тетово и Кичево, но и хидроцентралите Чебрен и Галиште. Новина е реконструкцијата на Универзитетскиот клинички центар и градски болници во Скопје, но и во регионот Охрид-Струга. Исто така новина е и финансирањето на транспортниот коридор 8, како и сајбер безбедност и дигитална трансформација. Но за јавноста остана непозната каматата, која ќе се плаќа на земените пари. Според премиерот Христијан Мицкоски и не може во моментов да се знае каматата, бидејќи таа ќе се утврдува различно за секој проект, но вели дека таа ќе биде пониска од онаа што не ја овозможува кредитниот рейтинг на државава, кој е 2Б, и ако се комбинира со 6-месечниот Евроибор, кој е 2,1%, би била во најдобар случај 4,5%, а во најлош случај 6,5% годишно. Она што можам да го кажам е дека вкупната каматна стапка ќе биде пониска од долната маргина што ја кажавте со таа банка. Но дали таа ќе биде, ќе видиме. Вкупната трошоци за обработка на кредит, провизија, ефективна каматна стапка, ова што го кажавте вие капитал, вкупната ќе биде пониска од долната маргина што вие ја кажавте. Знаете зошто? Затоа што не гарантираме ние со нашиот кредитен рейтинг, туку Обединетото кралство со неговиот кредитен рейтинг. Велика Британија во моментов има кредитен рейтинг од 2А, што значи дека во идеален случај кредитите кои ги зема оваа држава се Еврорибор плюс 0,4% или вкупно 2,5%. Мицкоски објасни дека на каматата ќе влие и тоа кој ќе ги даде парите, односно проектите ќе ги финансира онаа банка или финансиска институција која ќе понуди најниски трошоци. Туку Министерството за финансии, откако претходно ќе добие барање од страна на институциите кои што се носители на проект, да речеме Македонски железници инфраструктура или Министерството за здравство за болници, ќе излезе на меѓународен пазар. И ќе има конкурентен диалог со, од прилика зацртавме 18 до 20 потенцијални кредитно даватели. Меѓу нив ќе бидат и европските банки. Оној кој што е подготвен да финансира вакви проекти со одредена и конкурентна каматна стапка ќе биде избран. Не можеме ние од сега да знаеме дали таа финансиска институција со која што ние преговаравме ќе биде најконкурентна. Таа ќе биде избрана само под услов да биде најконкурентна. Исто така договорот предвидува соработка во безбедноста и предвидува британска компанија од воениот сектор да отвори погон во државава, кој годишно ќе има извоз од половина милиарда евра.